Во изминативе години Македонија се соочува со енергетски недостаток кој владата реши да го надокнади со увоз на струја. Во последните 10 години владите на Македонија заедно потрошија 1,2 милијарди долари за таа намена. Досега речиси нема изградба на нов енергетски капацитет доволно моќен да ја подобри негативната енергетска состојба во земјата. Од опозицијската партија предупредуваат дека владата не превзема ништо да ја подобри ситуацијата. Сметките за електрична енергија за домаќинствата во Република Македонија се порастати повеќе од двојно во последните 6 години. Големите индустријски капацитети повеќе од тројно имаат повисоки сметки во последните 6 години и сето тоа заедно ја влошува сериозно енергетската слика на Република Македонија. Направивме кратка анкета за да видиме што велат граѓаните за цените на струјата. Да, зголемени се сметките, постојано ги слушам дома моите како се жалат. А дали платиме скапа струја, да нас е скапа? Да, апсолутно се чувства пораст на цените на електричната енергија во последнива неколку години. Во изминатите 4 години увозот на струја за Македонија значи одлив на речиси 620 милиони евра. Се поставува прашањето, што превземаат надлежните институции да ја променат негативната економска ситуација. На форумот кој го одржа Светската финансиска корпорација, бизнисмените и министрите разговараа за развој на мали хидроцентрали. Каде што има околу 408 локации во Република Македонија, кои се утврдени како атрактивни локации за изградба на мали хидроелектрани. Поред едно истражување спроведено на Машинскиот факултет, кога би се направиле малите хидроцентрали, ќе се обезбедат дополнителни 110 гигавати струја за нашиот систем, или речиси 20% од вкупната потрошувачка на струја во Македонија. Но дали спасот треба да се бара во градењето хидроцентрали или пак увозот на струја е сепак поисплатлива варијанта. Многу подобро е да се изградат хидроенергетски објекти, него и да се увезува струја. Таа се повеќе и повеќе ќе се побарува, значи мора да се произведува се повеќе и повеќе струја. Иако владеачката ВМРО-ДПМН во својата изборна програма вети 400 мали хидроцентрали, издавањето на концесиите и нивната изградба одат многу бавно и се заглавени во бирократска процедура. За сега работат 8 мали хидроцентрали. Концесии се издадени за 68, но и инвеститорите се соочуваат со многу проблеми поради кои се одолговлекува изградбата.